Додека скопјани се гушат, а мерачите не работат, властите повторно најавуваат мерки за следната година. Новите автобуси и еко-налепници за возила се очекува да бидат реализирани во 2019. Во деновите кога ќе биде надминат дозволениот праг на загадување, Шилегов најави дека автобусите повторно ќе бидат бесплатни за граѓаните. Но за да се ограничи движењето во сообраќајот оваа сезона, тој нема ингеренции и ќе бара интервенција од министерот за внатрешни работи. Во меѓувреме ќе бидат вработени нови комунални инспектори и ќе се изрекуваат казни. Во период од една година, во текот на регистрацијата и техничкиот преглед, возилата ќе бидат мапирани. Можевме до сега барем половина од возниот парк да го направиме, за жал, веројатно малку се досни во таа работа, така што околу прашањето за редукција на сообраќајот, она што јас како градоначалник можам да го направам и кога ќе дојдат тие сериозни пикови, иако и сега загаденоста е присутна, меѓутоа кога ќе дојдат сериозните пикови, тоа е да му предложам на министерот за внатрешни работи како надлежна институција да изврши редукција на сообраќајот. По вчерашната презентација на предлог државниот буџет за 2019, од ОД2 побараа оставка од владата бидејќи не биле предвидени средства за намалување на загадувањето. После година и пол од формирање, 2 години од изборите, оваа влада комплетно потврли и не го спроведе она што го вети во областа на животната средина. Како итни реформски приоритети во првите 6 месеци, требаше да се воспостави фонд за животна средина, во кој директно ќе се слеваа средствата добиени од такси за животна средина. Не само што не се остварува ни после година и пол, туку со минато неделниот ребаланс на буџетот за 2018 се скратија над 2 милиони евра за заштита на животна средина. Буџетот ќе биде разгледуван утре на владина седница. За прв пат велат ќе биде отворена посебна програма за животна средина и во новиот државен буџет ќе бидат обезбедени многу повеќе средства за оваа намена. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.